Дојран секоја година го менува ликот и прераснува во вистински туристички центар. Како општина постојано инвестираме за подобрување на животот на жителите од оваа локална самоуправа, но и за поголема посетеност во текот на целата година, а не само преку летниот период. Така се обрати градоначалникот на Дојран Анго Ангов на одбележувањето на празникот на општината. Во наредниот период имаме голем бран на инвестиции, почнува реализацијата на повеќе проекти, отпочната е постапката, реализацијата на прекограничните проекти со Грција, отпочнува со Бугарија, отпочнува постапката за реализација за проектот за ЛРЦП, кој што го добивме големиот грант за уредување на централното подрачје и другите делови од централното подрачје. Така што мислам во наредниот период следува еден голем бран на инвестиции, односно раздвижување на цела економија во општина Дојран. Во Дојран присуствуваше и првиот човек на хрватската општина Медулин, со која веќе десетина години се збратимени. Најави реализација на заеднички проекти во делот на туризмот, рибарството, но смета дека Дојран оди во вистинскиот правец и му е потребна финансиска децентрализација. Dobro, ja vidim da se Angov zaista trudi, da ima stvarno napredne ideje. Evo sad raspisuje natječaj za koncesiju za izgradnju kanalizacije. Гледам дека градоначалникот Ангов се труди и има напредни идеи. Еве распишеле и тендер за изградба на канализација. Импресиониран сум од визијата на дојранчани кои се трудат да ги искористат максимално своите природни убавини и предности, а тука и земјоделството. Верувам дека доколку се случи целосна финансиска децентрализација и само управува со парите, знам дека општина Дојран ќе знае што и како да работи во иднина. Ako se čak i na državnoj razini više decentraliziraju sredstva i omogući se opštini Doјran direktni razvitak obzirom da bi upravljali vlastitim sredstvima. По повод празникот, општината додели признание и благодарници на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Сдруженијето на пензионери од Дојран, фудбалските клубови Џокер од Фурка и Дојранско езеро, но и на неколку приватни стопанственици во делот на туризмот и стоматологијата. Го сакам Дојран, искрено, ги сакам луѓето кои што живеат во Дојран и општина Дојран. Особено драги ми се оние со граѓани кои што вложуваат во Дојран, кои го промовираат и зборуваат за него со иста жар како што зборувам и јас.